Рома Рок училиштето е невладина организација која постои за сите ученици и студенти кои сакаат да го продолжат музичкото образование, но финансиски не можат да го возможат тоа. Ние се наоѓаме токму тука за да поразговараме со господинот Алвин Салимовски, кој ќе ни каже малку повеќе за постоењето на оваа невладина организација. Добро утро. Добро утро, Бисера, благодарам. Да, Roma Rock School е здружение за мултиетничко музичко образование, што всушност значи нели обично по името луѓето мислат дека е организација само за роми, Да. но не е така. Значи Roma Rock School постои за сите етникуми. Тоа е всушност и нашата цел, да имаме ученици, да направиме бендови од различни мешани етникуми. Постоиме од 2017 година. Така. Од 2018 почнуваме проект кој се вика Music Connects. Ние сме дел од проектот како партнер организација заедно со Musicians Without Borders од Холандија, Митровица Rock School од Косово, Enterprise од Скопје и Fontys Rock Academy, факултет за музичка уметност исто од Холандија. Проектот траеше 2,5 години. Значи, ние како Roma Rock School организираме часови бесплатни, мора да нагласам бесплатни часови за сите ученици на возраст од 12 па до 19-20 години. Имаме часови, можем слободно да кажам, скоро за секој инструмент. Значи тапани, перкусии, пијано, гитара, бас, дувачки инструменти, вокал, и што е многу битно, покрај тоа што одлучуваат за секој инструмент да го изучуваат инструментот, задолжително сите ученици имаат часови по теорија на музика и солфеж. Кој работи со овие деца? Дали се тоа наставници, професори по музичко? Со децата работат професори по музичко, дипломирани професори на Музичката академија по Скопје и од други факултети. Значи, 2 пати неделно имаме часови со учениците. После некој период од учениците формираме и бендови. Така. Дали настапувате можеби со тие бендови? Да, значи имаме настапи во склоп на проектот, но и други настапи. Интересно е тоа што ние работиме рок музика, меѓутоа во самата музика вметнуваме делови од ромскиот мелос, што малку е нетипично и сосема ново, значи од 2018 веќе стануваме полека препознатливи по тој жанр. Така, кон што најмногу покажуваат афинитет учениците? Кој инструмент најмногу ги интересира? Па досега од часовите што ги имавме, најмногу имаме заинтересирани за тапани и за гитара. Треба ли предходно да имаат предзнање или може да дојдат па тука се да научат? Воопшто не треба да имаат предходно знаење, значи може да бидат почетници што никогаш предходно не свирили на инструмент. Ние на тој начин ги правиме и групите. Значи ученици што воопшто се сосема почетници, ги сместуваме во една група, понапредните во друга и така. Колку ученици имате во моментов? Во моментот, значи, како што реков и претходно, Music Connect проектот заврши. Имавме вкупно 73 ученици. Во периодот сега, оваа година, 22 од јануари до јуни, имаме некои мали проекти кои што се вклучени околу 20 ученици, меѓутоа од јули, од 1 јули 2022, сега за некој месец, повторно почуваме со еден нов проект, поддржан од Креативна Европа, кој ќе трае 4 години. Значи, почнуваме повторно со сите часови, со бенд секции, со тренинзи, со концерти, настапи и надвор од нашата земја, како например во
Брисел, во Амстердам, во Берлин, во Митровица, кај нас во Скопје. Значи ние повторно ќе имаме упис на ученици, тоа ќе се случува сега многу наскоро, месецов јуни, ќе објавиме повик. Може да се запишат било кои ученици, бесплатна е наставата, нудиме тренинзи како саунд инженеринг, како да снимат, да се снима во студио. Имаме тренинзи за сонграйтинг, пишување на текстови и уште многу други тренинзи, концерти, така да едноставно имаме многу ни интересно. Така, излегува ли квалитетни музички артисти од Рома Рок Скул? Па видите, еве последниот настап што го имавме беше пред една недела на 26 мај. Бевме поканети од страна на британската амбасада по повод 70 години од тронот на кралицата Елизабета II. Имавме концерт во вилата кај претседателот господин Стел Пендаровски. Тоа веќе кажува дека сме препознатливи, исто така претходно имавме настапи во германска амбасада, преку некои други проекти. Така да веќе стануваме препознатливи. Така, да. Добро, тогаш ги покануваме сите оние ученици или оние помалите, родителите да ги пријават, а повозрастните ученици да се пријават. Рековме од 1 јули има нов проект. Инструментите се тие ги набројавме, па сами нека одберат што сакаат да научат. Албин, ви благодарам за одвоеното време. Благодарам.